Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Некој навистина се плаши, некого навистина го фаќа паника, а забавата не завршила, току започна. Со вчерашната пресконференција на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше фрлена јадицата за проверка на честноста на ученикот на Силвана Бонева, Славе Гошев. На таа јадица веднаш се фатија и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и самиот Славе Гошев со неговиот демант дека се е чисто со просториите што ги користат, а се во собственост на АД за стопанисување со деловен простор по државна собственост. Еве колку се чисти Славе Гошев и неговите сопартици. Еве ја документираната вистина. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Струмица користи 5 државни простории. Првата на улица Васил Сурчев број 3 со договор за месечна закупнина од 13.730 денари. До мај минатата година, на име неплатена закупнина, струмичките ВМРО-вци на чело со ученикот Славе Гошев направиле долг од 903.000 денари. И покрај тоа што работите со долгот се дојдени до извршител уште од 2009 година, до сега ништо не е превземено за наплаќање на тој долг. Останатите 3 простории се наоѓаат на улица Ценка Павлова број 1 во Струмица, на улица Елка Јанкова број 4, исто така во Струмица, и на улица Александар Македонски во Радовише. За овие 3 простории, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Струмица не плаќа надомест за закуп, бидејќи се бесправно окупирани од страна на Славе Гошев и сопартијците. Внимавајте, честните политичари бесправно се вселуваат во државни простории, а Славе Гошев, членот на управниот одбор на јавното претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, му прави услуга на Славе Гошев, председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, правејќи се дека е паднат од Марс и дека ништо не знае и ништо не гледа. Петтата просторија се наоѓа на улица Жртви на фашизмот број 18 и со одлука на владата на Република Македонија за неа не се плаќа надомест. Процентите велат дека честниот Славе Гошев, откако е председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, само по основ на неплатен долг и бесправно вселување ја оштетил државата за преку 2.200.000 денари. Машала. Ги повикуваме јавниот обвинител и антикорупцијската комисија да се позанимаваат со Славе Гошев и да превземат конкретни мерки. Истовремено, ги советуваме луѓето од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, на чело со нивниот председател, да не се мачат да пишуваат демант, бидејќи изнесените факти се преземени во овој официјален документ од акционерското друштво во државна собственост за издавање на деловен простор. Почитувани, додека граѓаните тонат во сиромаштија, самопрогласениот борец против криминалот Славе Гошев врши неоспорен криминал. Забавата започна, иако состојбата не е ни оддалеку забавна. Истовремено, сакам да ја искористам оваа прилика од моје лично име и од името на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Струмица, на сите ваши гледачки и сите наши сограѓаници од општина Струмица, да им го честитам меѓународниот ден на жената 8 март.